кога беше невремето, значи во тој временски период нема никои посериозни повреди, освен што може да издвоиме дека има пријавување на повредена жена со деца во кола, каде што и паднало дрво врз колата, али на среќа не е ништо сериозно. Тука укажале помош и околните дуќанџи, така да ги извлекле жената и двете деца, екипата на итната медицинска помош ги однела до ургенцијниот центар во 8 септември. Дали на тамошни исследувања. Дали е тоа единствениот случај на повредени граѓани? Од тој карактер потешко повредени, да, имало сообраќајки, имало пријавување од граѓани дека се заглавени во сообраќај, дека не можат да излезат, дека влегле во сообраќајен метеж. Така да, тоа биле најчестите повици и стандардно граѓаните кои што нормално со промината на температурата се јавуваат во итната медицинска помош за совет и дали мислам што понатаму да преземам за своето здравје. Дали вашите екипи учествуваа на луѓето што беа извлекувани од подвозниците кај Континентал, кај Александар Палас и кај Стоковната куќа мост? Никој, значи, такво нешто кај нас во диспетчерскиот центар не е објавено. Дека е потребна наша интервенција.